Денеска утрото го започнуваме со Дино Чупевски, кој е комуникацијски менаџер, но воедно и продуцент со долгогодишно искуство. Во продолжение ќе слушнеме нешто повеќе за набавите вообичаени утрински ритуали, нешто повеќе за Атриум здруженијето, но исто така и нешто повеќе за неговата професија како продуцент, односно со какви се предизвици се соочуваат самите продуценти. Да му посакаме добро утро. Добро утро, Марија. Дино, како изгледа едно ваше вообичаено утро? Дали може би имате омилени утрински ритуали кои што секојдневно ги следите? Прво мора нешто да си исхрани човек наутро, па кафето си следи. Да. Али си давам еден час онака постепено да се воведам во денот, пред да се отпочне со све остало. Генерално имате зафатени утра, брзи утра, ете така да прашам? Гледам да си ги балансирам некако искрено. Да. Каде го пронаоѓате самиот баланс? Во слушање на себе си, веројатно, и во добро структурираност на нештата што ќе следат во денот. И постепено да си се завршат. Да. Во однос на работните обврски, веќе подолго време сте активен во медиумите, во маркетингот, во културата. Од тука ќе прашам како се снајдовте во овие професии и кој беше клучниот момент кој што ве наведе кон продукција? Па некако негував интерес за повеќе области уште од самите веројатно студентски денови. Ми беше природен след да влезам во комуникациите од некој си аспект, ама пак од друга страна интересот за уметноста од повеќе некако аспекти природно однесе кон тоа да почнам да се бавам и со продукција. Се сеќавате на почетоците? Да, како не е тоа до толку одамна. Спонтано произлезе некако еве конкретно за продукцијата сама по себе, баш на основ на пријателскиот однос со режисерката со која што најмногу имам соработувано, со Хана Миленковска. Така произлезе да почнеме да работиме на една представа. Одлука беше тоа е првата представа уште пред 4 години има веќе практично. И оттаму следеше следниот проект, па природно дојде одлуката да се формира здружение заедно со уште неколкумина блиски. И така настана Атриум. Да, тоа беше пред 4 години. Да, четвртата година практично е сега. Која беше главната мотивација за основање на здруженијето Атриум и како се вклопува всушност во самата културна сцена кај нас? Па активни сме практично на независната сцена во повеќе области. Генерално фокусни се интердисциплинарните, театарските, видеопродукцијата и сега постепено почнуваме да ги истражуваме аспектите за младинска едукација преку уметничка пракса во известни теми конкретно. Оттаму си беше, мислам, самиот спој на луѓе кои што се собравме, природно следствено на тоа си дојдоа и самите проекти. Така што на тој начин, мислам, колективите го направија своето. Да, тоа би можел да го речем. Како изгледа тој процес на создавање на проекти? Кои се оние главни предизвици со кои се соочувате? Предизвици има доста. Процесот зависи од проект на проект. Мислам како што веќе споменав, мислам тоа ни се областите во кои што сме претежно фокусирани. Али од проект на проект зависи и колективот кој што е вклучен. Генерално, мислам, работиме со повеќе, конкретно за представите, ако земам да зборувам. Актерите се тие кои што флуктуираат, исто така и режисерите. И практично останува на тоа да си се следиме и во некоја форма на заедништво, да создаваме и да дадеме некој придонес кон спектрумот на култура и уметност во нашиот град и во нашава држава. Околу Атриум, оваа четврта година, да речам, веќе, сега како што ти споменав дека имаме постепен основ за истражување на младинска едукација преку уметнички пракси. Тоа веќе почнавме да го правиме и со колеги во Белград. Со една активна група на млади кои што се бават и истражуваат начин на еманципирање на гледач практично во театарскиот контекст. Сега овие месеци ни предстои нова представа, продукција на нова представа заедно со по мотиви на дело од една српска авторка од Дуња Матик, заедно со режисерка исто од Србија Ана Пинтер, и буквално сме сега во продукцијски период и на формирање на колективот
и на актери кои што ќе бидат вклучени, а воедно ќе се бавиме и со истражувачки проект посветен на Димче и Радка Протугер. Димче е еден од доаените на македонското сликарство во 20 век, а Радка е неговата сопруга, која што била партизанка и која што доста пишувала и творела воедно и некако сакавме да дадеме друг тип на пристап на нивното творештво и воедно да го осветлиме и нејзиното. И нејзината улога како жена и како партизанка покрај нејзиниот сопруг сликарот Димче Протугер. Да. Така што тоа ни се сега во фокус тие проекти и се надеваме дека успешно ќе ги реализираме. За крај, како би ги советувале младите луѓе кои што сакаат да навлезат во тој културен свет или во светот на продукцијата? Доколку на вистина имаат онака внатрешно автентичен интерес да се бават со култура, би советувал да на вистина си ги отворат аспектите и да се обидат. Градов конкретно нуди доста организации кои што се активни, верувам дека би биле отворени вклучително и ние за млади луѓе кои што би сакале да научат повеќе за оваа област. А воопшто, мислам, на младиот човек на вистина би му советувал да се слуша и да се истражува себе си, особено во 20-тите години, некако да што е можно повеќе истражи, да види кои му се вистинските места кај што се чувствува комфортно и кај што се чувствува свој, да речеме. Ви благодарам многу за одвоеното време и за првото утринско испиено кафе. Благодарам на тебе.